γιατί σε μας έπεσε ο βαρύς κλήρος να δώσουμε τη μάχη για να θέσουμε τέλος σε μια ιστορία που 50 χρόνια ταλαιπωρεί τη χώρα μας. Δεν θα υποστείλουμε τη σημαία του αγώνα. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας. По Букурешкиот мировен договор на 10 август 1913 година, Македонија била поделена помеѓу Грција, Србија и Бугарија. Веднаш по поделбата на Македонија, балканските држави имале различен став во однос на името Македонија и етничкиот состав на населението. Србија ја преименувала и територијата и населението. Македонија била наречена Јужна Србија, а населението Јужно-србијанци. Грција не ја деноминира територијата, но го деноминира народот. Македонија се го задржи своето име. Тие го користи името Македонија или се почесто за Егејска Македонија и за Тракија го користи и поимот Вореја Еладос, значи Северна Грција. Како заинтересирана страна за присвојување на името Македонија, се појавила и Бугарија, која настојувала да докаже дека на грчката државна територија во Егејска Македонија живее население кое има бугарска етничка припадност, што секако се однесувало на етничките македонци. Поради притисокот што бугарската влада го правеше врз Грција преку Друштвото на народите за почитување на одредбите од Париските мировни договори и посебно од Нејскиот мировен договор за почитување на малцинските права во Грција, грчката држава почна да ги наименува македонското население со поимот Славјон македонци. Но овој поим тие не го користе за јавна употреба, само на дипломатската преписка што се прави со Друштвото на народите, докажувајќи дека во Грција живее еден мал број славјани, но не се поврзани со славјаните на соседните балкански народи. Преку институциите на системот, грчката влада презела низа мерки за спроведување асимилаторска и денационализаторска политика во егејскиот дел на Македонија со цел да се избришат сите белези на македонскиот етнички карактер и да се докаже дека во тој дел од грчката држава доминира грчкиот етникум. Кога дојде диктатура, да речеме, на Метакчова, што ја спомена 36 и порано, и сменија топоними и имињата на луѓето, така да добиваме ние на место Поповски Пападопулос, на место Трајко Евстратиос. Не заведува по грчки име и презиме. Се викав Πέτρος Νάνος. Ταυτίστηκε στην αντίληψη του Έλληνα ότι η Βουλγαρία ήταν τότε ο κίνδυνος. Έχει αναθεωρητική πολιτική στα Βαλκάνια, κατά κάποιο τρόπο. Δεν διεκδικεί μόνο τη Σερβική Μακεδονία, αλλά διεκδικεί και τη Δυτική Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Και όντως έπρεπε οι κάτοικοι να διαμορφώσουν έτσι είναι στα πλαίσια του λεγόμενου εξελληνισμού. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Памтам старите кои седнеја така да зборат и ќе речат ние сме македонци. Ама ако кај некого припадниме кај некоја држава, тога е поблиски ни е бугарскиот јазик. Борбата помеѓу грчката и бугарската пропаганда кај македонците во Егејска Македонија се водела жестоко токму и во годините пред почетокот на Втората светска војна. Кога Коминтерн ја призна македонската нација како посебна нација, Грчката комунистичка партија за еден краток историски период од 1930 до 1935 година го користи и поимот македонци и μακεδονски јазик. Αρχικά η απόφαση αυτή μιλούσε για αυτονομία. Στη δεκαετία του 20 το Κομμουνιστικό Κόμμα μίλησε για μακεδονική μειονότητα και αυτονομία. Στη συνέχεια η απόφαση άλλαξε και έγινε σεβασμός των δικαιωμάτων. Комунистичката партија беше единствениот политички фактор кој што ги признаваше како посебна нација, која што има посебен јазик и посебни
културни обележја и природно беше македонците да се приклонат кон комунистичката партија, а на крајот на краиштата и македонците не само во Грција, туку како нација, се приклонија на вистинската струја, се приклонија на левицата. КПГ велеше доколку се ослободиме од една демократска држава, вие славомакедонците ќе се добиете својот јазик, култура. Македонскиот народ заедно со грчкиот народ да си ги оствари своите права и слободи како македонци. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως κάθε κομμουνιστικό κόμμα την εποχή εκείνη, είναι μέρος ενός μεγάλου συστήματος, ενός διεθνούς παγκόσμιου συστήματος με κέντρο τη Μόσχα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλαβαίνουμε πώς σκέφτονται και πώς παίρνουν τις αποφάσεις οι κομμουνιστές, είτε είναι Φιλανδοί, είτε Κινέζοι, είτε Έλληνες, είτε Μακεδόνες, είτε οτιδήποτε. Италија ќе изврши инвазија врз Грција. Тоа се случува некаде во октомври 1940 година, иако сојузникот на Мусолини, Хитлер, бил против, бидејќи сметал дека италијанските трупи не се доволно подготвени и тоа потоа на теренот и ќе се покаже. Британците што од самиот старт и ветуваат на грчката влада и ќе потпишат една Атинска декларација дека нема да ги препуштат на канџите на фашистите, туку дека ќе се борат заедно со нив. Ако македонците се многу непожелни во периодот меѓу двете светски војни, тие стануваат особено пожелни во почетокот на Втората светска војна, бидејќи македонците се испратени во првите борбени редови да ја бранат државата која што никогаш не сакала да ги признае како македонци. Почна мобилизација, ми го зеја татко. С цело сите и собраа мајшто, од 18 години до 50 години сите беа мобилизирани. И којнта сите не изеа. 27 дивизии италијански против само 16 грчки. Ние бевме на трета линија од фронтот. Во случај на италијанци да пробијат првата линија, втората беше негде кај Вич, а трета линија беше кај нас. Набргу потоа, италијанската армија ќе биде вратена длабоко назад на територија на Јужна Албанија, од каде што доаѓа главниот правец на нападот. Полето беше полно со чадори. Сите работеа, правеа бункери околу селото. Од вкупно 300.000 мобилизирани војници кои биле испратени на фронтот со Италија, 80.000 биле присилно мобилизирани македонци. Од таква една катастрофа и пропаст на италијанските трупи, а Мусолини го спасува Хитлер со акцијата Марита и нападот врз Грција се одвива од територијата на Вардарска Македонија, тогашна Југославија, и од страна на Бугарија. Кога Грција капитулирала и земјата потпаднала под власта на силите на Оската, речиси сите воено-политички фактори од грчка провиниенција ја продолжиле старата политика кон Македонија и македонското прашање. Кога се повлекуваше грчката војска, оставува многу оружје по патиштата, по ова, тоа што да ви кажам. И ние тога партија рече да земаме, и ние собиравме и криевме оружје. Во Втората светска војна Грција доживеала тројна окупација. Со тоа и егејскиот дел на Македонија, кој што бил во рамките на грчката држава, исто така ја доживеал истата судбина. Западниот дел од егејска Македонија, Коструско и неговата околина влегле под италијанска окупаторска власт. Централниот дел од егејскиот дел на Македонија влегол во рамките на германската окупацијска зона и овој дел исто така влегол во рамките на една квислиншка грчка држава на чело со грчкиот генерал Чолакоглу. Источна егејска Македонија со Драма, Серес, Кавала влегла под бугарска окупаторска власт. И ние излегоме да и чекаме германци, што не сакаме грците. И не срекни што додоа германци. Му фрлавме цвеќа, работи, а Сабајли избега грците у селото, имаме грци војска. Избега. Грчката квислиншка влада на генералот Чолакоглу пред германските власти, македонците во егејска Македонија ги ословувала како словени, славофони или бугари и секогаш се избегнувало на македонскиот народ да му се признае посебниот македонски етнички карактер. Тоа е една политика на грчката држава која што била во континуитет, без разлика која политичка партија се наоѓала на власт или која грчка влада со кој окупацијски режим соработувало. Во Грција во овој период почна антифасистичкиот отпор. И тој се изрази во две насоки. Од една страна комунистите организираа отпор
нивните организации основни беа ЕАМ и ЕЛАС и граѓанските буржуаски партии на грчката влада што беше во ексил. Меѓу овие две политички ориентации, уште во текот на војната, почнаа судири. И затоа во историографијата се смета дека тие се првата рунда на граѓанската војна во Грција. Цел народ беше за Елас. Немаше човек, дали бе грци, дали бе македонци, сите беме за Елас. Македонците заедно со грчките комунисти излегуваат во планините, учествуваат во одредите, се борат на страната на Елас за ослободување на цела Грција, но и на Егејска Македонија од нацистичката окупација. Сакајќи да ја обвинат бугарската држава за поттикнувањето на посебни државни форми за македонското прашање, грчките историчари објаснуваат дека всушност во Втората светска војна бугарите ги поттикнуваа македонските автономисти. Калчев се викаше, тој организатор Костурцко таму и мобилизираше луѓето, му даваше оружје. Од наше село само двојца-тројца тие дава, ќе му даде пченка овие бугарите, маски му дава, нели, за да бидат со нив. Кога се појави комитското движење во Егејска Македонија, што имаше пробугарски и антигрчки карактер, грчката комунистичка партија и под влијание и Советна комунистичка партија на Југославија почна да го користи се почесто поимот славјано-македонци и почна да формира и организации со тоа име. Онаму каде што не била бугарска окупацијска зона, пред се во Централна Македонија, сега зборувам за Воден, за Лерин, таму бугарите ја имаат испратено така наречената злогласна охрана, која што иде меѓу македонското население по селата и во градовите, каде што ги убедуваат дека се наводни българи. Од друга страна, македонистите, кои што действуваат под закрила на грчката комунистичка партија, му зборуваат на населението дека е тоа автентично и македонско население. Едните на другите, меѓу селаните се вака една омраза имаше. Зашто ти си таму, зашто ти си овде? Во текот на војната КПГ доследна на дотогаш принципиелниот став за рамноправност на македонците во Грција, дозволува и формирање на чисти македонски партизански единици. Во 1944 година ќе се формира и првата чисто македонска бригада. Нашиот воденски батальон дојде од Битола. Лерински батальон исто така се префрли, дојде од Битола. Костурски батальон се префрли и тука се формира прва ударна бригада од Егејска Македонија. Кога во 1943 година е формирана главната воено-политичка организација на македонците во Егејска Македонија, таа го носела името СНОФ или Славјано-македонски народно-ослободителен фронт. СНОФ. За ова македонска организација политичка се користат два поими. Македонците го користат како Славјано-македонски народно-ослободителен фронт, но грчката партија официјално го наименува Славјано народен ослободителни фронт, само и само да се избегне, да речеме така, етнонимот македонци. И затоа во овој период многу често се користи етнонимот славјано-македонци. За својата политика на докажување на грчкиот карактер на Македонија, грчките политички фактори барале поддршка од големите светски сили. Американскиот State Department станал место каде се испраќале бројни политички и дипломатски извештаи во кои се пишувало за Македонија и македонското прашање. Грчката десничарска влада, иако немала контрола на состојбата на теренот во Грција, затоа што отпорот бил предводен од левичарската КПГ, се обидувала во сите тие тајни извештаи да покаже дека на нејзината државна територија не постои народ кој што има македонска национална посебност, односно припадност. Дури и во услови кога во Грција доминантна воена политичка сила била ЕЛАС и Комунистичката партија на Грција, грчките националистички и десничарски политички сили биле пресудни во креирањето на ставовите и погледите на американската надворешна политика во однос на Македонија. Уште во тие 40 години постоел голем страв дека македонското прашање може да биде решено на начин кој што ќе биде неповолен за грчката држава. Κάθε φορά που το ελληνικό κράτος, οι ελληνικές ελίτ ακούν τη λέξη Μακεδονία, μακεδονικό έθνος, μακεδονικό κράτος κτλ. Πετάγονται, ας το πούμε έτσι, είναι ένα reflex, ένα αντανακλαστικό από ένα φόβο. Ποιος είναι ο φόβος? Ότι θα αμφισβητηθούν τα εδάφια αυτά.
Во документ од април 1944 година, грчкиот амбасадор во САД се обидувал да го убеди официјален Вашингтон дека идејата за создавање на македонска држава потекнувала од Бугарија и дека грчките државни органи дошле до тие информации од повеќе извори. Бугарската држава, односно бугарската фашистичка власт, сака, тоест ги поттикнува македонските автономисти, односно славофоните кои што сакаат во егејскиот дел на Македонија да го отцепат и да го припојат кон Вардарскиот и Пиринскиот дел на Македонија. Како се наближувал крајот на Втората светска војна, грчките политички кругови се повеќе влегувале во паника поради фактот што веќе на 2 август 1944 година била создадена федерална македонска држава во рамките на Југословенската федерација, само на еден дел од етногеографската територија на Македонија. Се наближувал крајот на војната на Балканот. Германската армиска група Е во октомври 1944 година се повлекувала од Грција на север. На грчката државна територија се создавал вакуум простор во однос на владините институции. На северот на земјата, единствени регулатори на ситуацијата биле единиците на ЕЛАС, во кои имало и голем број неетнички македонци од Егејска Македонија. Не смееше големите сили, посебна Велика Британија, да дозволи по војната власта да помини во раците на Комунистичката партија. Британскиот премиер Винстон Черчил, свесен дека ЕЛАС ќе ја добие војната, ја гледа за британците страшната опасност од доаѓање на власт на комунистите во Грција. Британците, а подоцна и американците ги помагале провладините сили во Грција со единствена цел да не се дозволи преземање на власта од комунистите, кои биле поддржани од источниот комунистички блок. Основен интерес за ваквата поддршка било влијанието во Егејското море и задржувањето на приодот кон Суетскиот канал, кој во ситуација да би бил прекинат, Британија и Соединетите Американски држави би требало да ја кружат цела Африка за да стигнат на Блискиот Исток. Во моментите кога тоа народно-ослободително движење во Грција доживеало ползенит, Комунистичката партија на Грција, која што колку толку имала поволен став по македонското прашање, ја напуштила поддршката на македонците. Затоа што во тој временски период веќе започнале преговорите со грчката десничарска влада во екзил за формирање на влада на национално единство. Грчката влада во екзил со десничарска политичка провиниенција го трасирала патот кон враќање во земјата преку политички договор со Комунистичката партија на Грција и ЕЛАС како нејзин воен сегмент. Тој договор се остварил преку создавање на така наречената влада на национално единство со грчките комунисти, а веќе со потпишувањето на Либанскиот протокол во 1944 година, грчката коалициона влада ги дефинирала националните и државните интереси на повоена Грција, во кои секако влегувала и Македонија и македонското прашање. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι οι Σοβιετικοί λίγο πριν την απελευθέρωση είχαν συμβουλεύσει την ηγεσία του ΕΑΜΕΛΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, να συμμετάσχει στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, να συμβιβαστεί με τον Γιώργιο Παπανδρέου και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις του αστικού κόσμου στην Ελλάδα και φυσικά με τους Βρετανούς και έτσι ουσιαστικά να αποδεχτεί ένα πλαίσιο βρετανικής κυριαρχίας στην χώρα. Новата грчка коалициона влада, во која влегле представници на десницата и левицата, барала проширување на Грција на север во правец на тогашна Југославија во делот на Федерална Македонија, како и кон Пиринска Македонија во рамките на бугарската држава. Изиграни биле очекувањата на македонското национално ослободително движење во Егејска Македонија, кое се борело и се понадевало дека македонците ќе имаат целосна равноправност во повоената грчка држава. Постоела опасност да дојде до вооружен конфликт помеѓу единиците на ЕЛАС и самостојните македонски партизански одреди, кои што во последен момент го избегнале тој судир со тоа што се повлекле во Вардарскиот дел од Македонија и пристојувале таму еден извесен временски период и биле под команда на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија. Во Федерална Македонија, во склоп на Југословенската федерација, веќе била создадена моќна 80.000-на македонска армија. Нормално, грчките политички фактори стравувале дека
Новоформираната федерална македонска држава во некое догледно време ќе посака интегрално да го реши македонското прашање. И знаејќи дека егејскиот дел на Македонија е населен со голем дел од македонски етнички елемент, постоела опасност од загрозување на грчките граници во еден таков временски период. Повлекувањето на германската војска и формирањето на коалициона влада во Грција требало да го нормализира општествено-политичкиот развој на земјата. Но англиската војна интервенција кон крајот на 1944 година и договорот во Варкиза од февруари 1945 година бил вовед во граѓанската војна во Грција. Черчил ќе му нареди на генерал Александар дел од своите дивизии кои што се борат со Кесерлинг во Италија за Рим да бидат префрлени во Атина. И така и почнува борбата за Атина меѓу британците и партизанските сили на Елас кои што всушност ја ослободија Грција, за да може да биде донесена влада која што ќе биде под контрола на Лондон. Και έτσι φτάσαμε στη μάχη της Αθήνας που ήταν μία μάχη με αιτία το ζήτημα της αποστράτευσης, δηλαδή το ζήτημα της παράδοσης των όπλων όπως έμεινε γνωστό στη χώρα. Англиски трупи стигна во Атина и излегоа први воен судир меѓу единиците на Елас, комунистички единици, со англиските и војските на грчката емигрантска влада. По едномесечните борби, довчерашните сојузници на партизаните, англичаните, успеваа да ги потиснат партизанските единици надвор од Атина и да започнат преговори со Елас за формирање на коалициска влада во Грција. Затоа Черчил подготвува терен. 2 месеци претходно заминува во Москва со својот министер за надворешни работи Ентони Иден, каде што со Сталин ги договараат сферите на влијание на Балканот и воопшто во Европа. Британија како островска земја на која протокот низ Средоземно море и од клучна стратегиска важност, инсистира во поделбата на сферите на влијание на Балканот да ја добие Грција по секоја цена. Сталин и Черчил се договараат Балканскиот полуостров да го поделат на сфери на влијание, каде што Бугарија и Романија влегуваат во рамките на таа источна европска сфера на влијание, односно во тој така наречен комунистички свет, додека Грција влегува во британска, односно така наречената капиталистичка сфера на влијание. Овие одлуки се потврдени на конференцијата на тројцата големи Рузвелт, Черчил и Сталин во Јалта. Комунистичка партија на Грција беше принудена да го прифати договорот во Варкиза, кога Комунистичка партија на Грција и Елас прифати да го предаде оружјето. Ούτε τα όπλα που παραδόθηκαν εκείνη τη στιγμή ήταν τόσο πολλά και τόσο σημαντικά. Το ξέρουμε αυτό από τη στοιχεία, δηλαδή το ΚΚΕ έκρυψε ένα σημαντικό όγκο οπλισμού και μάλιστα από τα πιο βαριά του και τα καλύτερα όπλα του. Ούτε και υπήρξε εμπόδιο η Βάρκιζα στο να ξεκινήσει ο εμφύλιος μετά το 1946. Η Βάρκιζα όμως είχε ένα συμβολικό χαρακτήρα, αποτύπωνε την ήττα σε μία μάχη. Και ήταν η πρώτη φορά που σε χαρτί αποτυπωνόταν η ήττα του Κομμουνιστικού Κόμματος, του ΕΑΜ Ελλάς, μετά τα Δεκεμβριανά. Капитулацијата и разоружувањето на левичарската Елас, победата на десничарските влади, како и враќањето на монархистичкиот систем на уредување во следните години, ги засилиле мерките кои биле во правец на зацврстувањето на грчката власт во Егејска Македонија. Учесниците на отпорот, оние што војуваа во Елас против германците и против предавниците, против домашните предавници, стануваат мета на прогон на истите оние луѓе што до вчера соработуваа со германците. И додека во цела Европа тие колаборационисти се осудувани на смрт или на долги години затвор, во Грција остануваат на власт и повторно вршат прогон врз левицата. Грчката десничарска влада, со помош на злогласните фашистички паравојни единици во Егејска Македонија, започнува етничко чистење. Судовите во Волерин има осудено на смрт граѓани, а во Костур уште 45-та Христина Пупти, секретарката мене што ме организира, што беше на партија, жена, учителка и многу добро знаеше македонски и јазик. Прва е стреля во Костур. Ни собра овците, ни запалија куќата. Ги сера сите селани од селото, останаа 9 старци по 80 години отепани од грците пред ратата. Го фатија дете од 18 години бувчанче и го отепа на сред селото и
не само што го тепа, и елиштата и него го исекува, да не може мајка му или татко му да го познаат. Татко ми, дедо ми, мајка ми, баба ми, сите, тие ги тепаа немилосрдно. Немилосрдно ги тепала. Грчката власт и јавното мислење блиско до десничарската влада во Атина постојано го потенцирало грчкото историско право врз името Македонија. Во таа политика за негација на македонскиот идентитет особено голема улога имаат и весниците. Јас би истакнал, еве да речеме, едно издание на весникот Елефтерос од 1946 година, каде што многу јасно е дефинирана таа политика на грчката држава во една реченица, каде што пишува дека славо македонците мора да бидат протерани од рамките на Грција за грчката држава да има многу попросперитетна и поубава иднина. На северните граници на Грција се наоѓаат судетите на Третата светска војна. Тоа се славо македонците. Ако Грција не се отара со од нив, на границите на Грција ќе почне Третата светска војна. Сите тие нека си заминат од Грција. Грција и овие провладини весници постојано повикувале дека националните и државните интереси се загрозени од една група на население која барало формирање на некаква си според нив фиктивна македонска држава. Тие сметале дека бројката на тоа население не надминува повеќе од 80 до 90.000 луѓе, но тие бројки секако намерно ги намалувале затоа што во реалноста ситуацијата била сосема спротивна. Во тој период, според проценки на британски историчари, 25.000 македонци ги напуштаат своите домови и бегаат во соседна Југославија. Илјадници се уапсени и ликвидирани. И покрај етничкото чистење на македонците во периодот меѓу двете светски војни, и покрај големиот број на загинати македонци иселени во пред се во соседна Југославија во поранешниот источен комунистички блок, сепак се проценува дека во егејскиот дел на Македонија живееле некаде околу 250.000 луѓе кои што се декларирале дека се македонци по националност. На 28 октомври 1945 година во Солун бил одржан собир кој бил наречен Конгрес за националните права. Во Солун била одржана една конференција на која што учествувале и голем број на грчки интелектуалци, професори, историчари, кои што истакнале дека Грција мора да ги штити своите државни и национални интереси и тие излегле оттаму со една платформа во која што барале да бидат присоединети и делови од Федералната македонска држава кон грчката држава. Тоа значило отворено барање за промена на границите на север во корист на Грција, а на штета на Југославија, Албанија и Бугарија. Грчката војска да ги окупира градовите Струмица, Гевгелија, Дојран, Прилеп, Битола и Крушево, со единствено оправдување дека освојувањето на овие градови би представувало добра тампон зона за заштита на северниот дел на Грција, односно егејскиот дел на Грција, од евентуално продирање од север, односно од Југославија и некаква замисла за креирање на независна македонска држава. Конгресот на националните права во Солун ги подкреал грчките националистички претензии во однос на Македонија, која како федерална единица веќе представувала меѓународно признат субјект, а воедно го трасирала и сигурниот пат кон крвавата граѓанска војна. Владата на Пандреу организираше избори. Грчката комунистичка партија имаше голема популарност во Грција поради влогот што го вложи во антифашистичката борба. Но партијата реши да не учествува во изборите и да го прифати патот на вооружена борба. Предвечерието на граѓанската војна во Грција бил особено тежок период за етничките македонци, а смртните пресуди под обвинение дека словените барале отцепување на делови од грчката државна територија станале секојдневие. Грчкиот парламент донесува стварно злогласни закони против левицата, почнува прогон, убиства, протерувања, ги носат луѓето во логорите на смртта и по островите и едноставно луѓето немаат друг излез освен повторно да ја фатат планината. Така почна граѓанската. Колку беа апсени од сите села и луѓето мораше да излезат по пати. Што ќе праве? Дојдоја ни рекоја на вечерта. Ќе се соберите утре од толку години до 30 на сред село. Ќе дојте партизанки.
Во 1946 низ цела Грција спонтано излегуваат на планините партизански единици за да се заштитат од тероризмот на владата. Ќе се создаде и една армија, таа армија ќе стане демократската армија на Грција, а за врховен командант на ДАК ќе биде прогласен генерал Маркос Вафијадис, посебно сакан кај македонците во Грција. Ако ги погледнете сликите од тој период, во сите села со големи букви да живее генерал Маркос. Концептот е освен да се спротивстави на теророт, да формира и слободни територии и своја демократска власт на ослободените зони. Во 1946 година, со нападот во една полициска станица во селото Литохоро, почна граѓанската војна во Грција. Спонтаниот отпор се претвора во тежок судир меѓу две војски и две влади. Ако земеме во предвид дека ДАК имаше меѓу 30 и 40 илјади борци, плюс дека самата позадина на ДАК претежно беа македонци, ако се земе во предвид дека главниот тек на војната 48-49 се води на територии на Егејска Македонија, тогаш станува јасно дека 20-30 илјади македонци биле во редовите на ДАК. Грчката влада во текот на 1946 година, кога граѓанската војна веќе била започната, пред меѓународната заедница сакала да докаже дека во суштина војната и ДАК ја загрозуваат нејзината национална безбедност и границите на државата. Και ουσιαστικά η δύναμη πυρός του Δημοκρατικού στρατού είναι η Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Εκεί ουσιαστικά σε αυτή την περιοχή η πλειοψηφία των ανταρτών του ή αν όχι πλειοψηφία σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι σλαβομακεδονικής προέλευσης. Во ослободените места од Егејскиот дел на Македонија 46-47 година демократската армија на Грција и новоформираната привремена демократска влада на Грција, која што е опозит на десничарската влада, дозволила барем за една година да се формираат македонски училишта. Како резултат на таквата нејзина политика се описмениле некаде околу 10.000 македонски деца на македонски народен јазик. На 3 декември 1946 година, грчката делегација во Обединетите нации отворено предочила на Светската организација дека суверенитетот на грчката држава во нејзиниот северен дел Македонија бил загрозен од бунтовниците кои биле поддржувани од балканските држави Југославија, Бугарија и Албанија. Американците, кои што го заземаат лидерското место на така наречениот слободен свет од Велика Британија, бидејќи Велика Британија 45-та веќе е осиромашена и истоштена и таа улога ја презима Америка, со сите сили ја помагаат десничарската кралевска влада во Атина, во Грција. Под влијание на САД и Англија, веднаш била формирана анкетна комисија која требало да ги испита ваквите обвинувања од страна на владата во Атина. Комисијата во пролетта 1947 година дошла и ги посетила посочените држави, а низините членови се состанале и со генералот Маркос. Анкетната комисија на Обединетите нации во своите оценки ја поддржала грчката влада, донесувајќи извештај во кој се потенцирало дека сигурноста на државните граници на Грција делумно била загрозена од Југославија, Бугарија и Албанија. Ова послужило и како добар аргумент за вклучување на Соединетите Американски држави во војната во Грција на страна на владините трупи. Еден од клучните показатели за длабоката инволвираност на американците во таа војна е и така наречената Труманова доктрина, која што председателот Хари Труман ја брани пред Американскиот конгрес, со кој што на Грција се дава во тоа време помош од $300 милиони, што се баснословни пари за тоа време, и освен помош директно во пари и во храна, Грција добива помош и во модерно оружје и во логистика со американски официри. Преку печатените медиуми, ДАК била обвинета дека се претворила во оружје на славјаните, кои сакаат да ја уништат Грција. Демократската армија на Грција имала потпора во селата каде што имале јатаци, каде што имале поддршка од населението кое што им давало и храна и вода и каде што можели да преспијат, и на тој начин демократската армија на Грција ја обстојувала. Владата решава конечно да се пресмета со, како што го нарекува, словенско-бандитското движење преку обемната воена операција Терминус. Некои од клучните операции против генерал Маркос и демократската армија на Грција ги води американскиот генерал Ван Флинт, кој што потоа нели ќе се истакне
и во војната во Виетнам. Терминус има за цел целосно да ги опкружи и уништи единиците на ДАК, а грчката армија да ја врати контролата на целата територија и особено на границите кон Албанија и Југославија во последната фаза на операцијата. Ќе испратат авиони, ќе испратат своји пилоти и ќе ги користат сите средства за уништување на комунистичките борци и членовите на Комунистичката партија на Грција. Ангажирана е целата грчка војска, единиците на милицијата и сите расположливи паравоени формации. За да се исече гранката на која што седи ДАК, Ван Флинт и генералите во Грција се решаваат да ги изгорат сите села од каде што може партизаните и герилците на ДАК да земаат храна, вода и било каква друга потпора. Монархофашистичките сили ги употребуваат авионите Дакота и Спитфаер заедно со тешката артилерија за да предизвикаат страв и терор. Секој ден авионите бомбардираат, секој ден вода не можеме да земеме, да се напиеме, леп да си месиме не можевме. Тоа секој ден гореше селото. Меѓу другото се употребувани напалм бомби каде што македонците, односно партизаните, се горени живи. Но генерал Марковски успее да ги излече единиците на ДАК од опкружување и тоа ќе биде една голема победа на ДАК, бидејќи и покрај сиот зулум што го прават Ван Флинт и монархофашистите, нема да успеат да ја сотрат демократската армија на Грција. Како последица на безмилосното бомбардирање на широки подрачја, стотици илјади цивили низ цела Грција ги напуштаат своите домови. Селото виде дека нема спас, дека ќе изгинеме сите и се почнеме да се собираме по 5-6 фамилии во една куќа и само што зазори тргнавме ние да бегаме кон границата, зашто ќе изгиневме сите до еден. И протерано е население кое што се проценува дека е меѓу 600 и 700 илјади луѓе. Значи, уште 1947 година, пред да заврши граѓанската војна, во Грција се случува една масовна бегалска криза и масовна глад. По операцијата Терминус, наместо да биде уништен, ДАК станува уште посилна. Единствената цел што ја постигнува владата во Атина е теророт врз населението и пустошењето на населените места со близу 1 милион бегалци. 1948 година се случува судирот меѓу Тито и Сталин, така наречената резолуција на Информбирото. Тито ќе биде принуден да започнува преговори со американците и со англичаните за да го заштитат од Сталин и од моќната Советска Русија. Западот решава да ја помогне Југославија, но бара од Тито за возврат да ја прекине секоја помош на левичарската герила во Грција. До тој момент Тито и Титова Југославија и Вардарска Македонија се главната потпора на единиците на ДАК, од каде што добиваат оружје, од каде што доаѓаат спремни, веќе подготвени единици за борба. Во Катланово се наоѓа и болницата каде што се носат ранетите на ДАК. Така, 1948 Југославија ја затвори границата и ја прекинува војната, материјалната и логистичката помош за партизаните на ДАК, па дури прекинува и да ги прифаќа ранетите борци на ДАК. Грчката армија многу брзо, масовно ќе ги уништи единиците на ДАК. ДАК ќе доживее тежок пораз и некаде во август 1949 година ќе биде означени крај на граѓанската војна. Врие селото цивили, врие партизани, врие. Никој не знае што е, каде. Хаос. Η συμμετοχή του μέσα στην περίοδο 46-49 μέσα στις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού ενίσχυσε αυτή την καχυποψία των αθηναϊκών, των κεντρικών ελίτ έναντι του πληθυσμού αυτού. Απολύτως επιδιώξεις εθνοτικής εκαθάρισης, ήταν μια χρυσή ευκαιρία. Фрга бомби горише, цели жита горе. На 15 август почна протестување на цела Македонија, така се викаше. И тогаш генералниот штаб на Демократска армија даде наредба да се повлекуваат сите за Албанија. Отидоме до албанска граница, не фатих, вечерта беше сега. Таму на 200 метра не чекаат камиони војнички со мушами, големи, албански. Не да товарија во тие камиони, гладни, за вода ќе умриш брго, а за гладни ќе јаеш и земја ако треба. Грците со војна не избрка, го нападнаа селото. И од кога го нападна селото, од кога избегаме целиот народ,
Тога грците почнат да палат кујки. Само 20 стари останаше, не може да беат. Друго ништо не може. Македонците по националност биле принудени да се иселуваат од територијата на Грција, а терминот македонец полека добивал само географско значење и се однесувал на грците и маđирите, колонисти, кои живееле во областа Македонија, која била составен дел на Северна Грција. Дојдоа, тропнаа на вратата и рекоа фамилијата на Ристо треба да се сели од Буф. Малечките не можеа да се одделат од мајките, да пиштат, да викат. Тоа беше ужасно. Не ставија во едни племни да спиеме, големи казани, многу деца насобрани, просто ужас. Фатио таму да ги дела децата, ставија во возој. Возовите не поделија се по таджаните други. Ние ојдон по на Руманија, други на Унгарија, Чехословакија, Полонија, Русија, многу. Македонија под грчка власт била подложена на систематски терор, кој имал за цел да ги избрише сите македонски етнички белези. Македонците од 206.000 жители дадоа речиси 15.000 војници, а грчкиот народ од скоро 8 милиони жители само по фронтот испрати 15.000 војници. Тие луѓе се бореа со грците заедно за една демократска и праведна Грција, во која што македонците ќе ги имаат сите човекови права, каде што ќе можат слободно да зборуваат на македонскиот јазик, за разлика од периодот на диктатурата на Метаксас, кога им беше тоа забрането, и дека ќе се развиваат заедно со грчката нација во рамките на една демократска Грција. Ако се има предвид и позидината на фронтот се одвиваше на македонска територија, главниот носител, најголемиот страдалник на граѓанската војна во Грција беше токму македонското население. Согласно резултатите од првиот попис по војната, околу 40 населени места во Македонија под грчка власт веќе ги немало, биле целосно избришани од картата на грчката држава. Граѓанската војна во Грција е една од најгрозните војни, не заради размерите во кои што се случува, туку заради тоа што на многу мал простор е употребена многу сериозна војна сила. Таа е првата војна после Втората светска војна и е првото одмерување на силите меѓу левицата и десницата и се смета дека е првата ескалација од низок судир во студената војна. Значи првата војна во студената војна и првата опасност за избувнување на Трета светска војна, ако сакате, е токму граѓанската војна во Грција. Грчките влади по војната се обидувале да ја остварат грчката историска максима дека Македонија е географски регион во Грција, дека не постои посебна македонска националност и посебен македонски јазик, кои биле основните атрибути на новата македонска федерална држава, создадена во 1944 година. Целокупна сега нова историска литература што се посветува на граѓанската војна, таму не се споменува оти во граѓанската војна покрај Грција учествуваше и македонското население и масовно и му даваше белег на таа граѓанска војна. Зашто без присуство на македонското население во граѓанската војна, Грција КПГ не беше способна и немаше сили да води граѓанска војна.